Календарот на старите маи. Маите народ кој го населувал полуостровот Јукатан во Мексиканскиот залив пред 6000 години оставија зад себе чудни споменици, напишани пораки во камен, докази за нивниот многу развиен систем за пресметка и два календара. Се уште не е непобитно утврдено како настанала оваа цивилизација, зошто во шумата, далеко од морето и реките, или како таа одеднаш мистериозно исчезнала, како никогаш да не постоела. Некои детали, вклучително и еден од тие календари, сугерираат врска со друга планета. Обично меѓу научните достигнувања на маите се споменува нивниот календар. Познато е имено дека маите го пресметувале времето на земјината револуција, движење околу сонцето, во илјадите дел од децималата. Археологијата тврди дека маите го сториле тоа без прецизни инструменти. И не само тоа, маите имале календари со имиња и затемнувања на месечината и многу прецизно времетраење на Меркур, Венера, Марс, Јупитер и Сатурн. Според водечкиот експерт за дешифрирање на јазикот на маите, Линда Шела, камените стели во градот Маја, Квиригва во источна Гватемала опишуваат настани што се случиле пред 4.6 милиарди години и пред 13 милиарди години. Дали маите не известуваат дека тие добро знаеле кога настанала нашата планета и кога започнал овој космички циклус од големата експлозија? Официјалната историографија пишува за обсесијата на маите со сметање на времето. Тие ги наведуваат своите календари. Долго, кој трае од 0 ден и 3114 година пред нашата ера до нашата 2012 година. Религиозен календар од 260 дена, кој се состои од 20 месеци од по 13 дена, и сончев календар од 365 дена, 18 месеци од 20 дена, плюс дополнителни 5 дена. Тие не ги оспоруваат многу точно пресметаните соларни години за планетите во сончевиот систем. Понекогаш се истакнува дека фасцинацијата на маите со времето не е научна во наша смисла. За нив, времето беше кружно и циклусите ќе се повторуваат. Во центарот за посети на обсерваторијата Кит Пик во Тусон, Аризона, има фреска на маите со следниот текст. Маите користеа научно попрецизен календар од денешниот Григоријански. Овој факт не е случајност. Календарот на западната цивилизација се заснова на година од 365 дена. На секој 4 години мора да се коригира за еден ден додаден во февруари, која е престапна година. И не само тоа, на секој 400 години мора да се додаде уште еден ден за да се усогласи календарот со положбата на Земјата во сончевиот систем. Од друга страна, за време на 4000 години постоење на нивната цивилизација, маите никогаш не ги хармонизирале, додавале, одземале деновите во нивниот календар. Се разбира, мислиме само на еден од календарите. Сигурно постоела причина зошто американските маи кои го населувале полуостровот Јукатан во Мексиканскиот залив пред 5 милениуми користеле истовремено два сосема различни календари. За една година имало 365 дена со додаден ден секоја четврта или пета година, додека другата била поделена на 260 дена и некои совпаѓања што се појавија по половина век. Најприфатливо објаснување е дека на почетокот го примениле тој несоодветен календар и потоа со текот на времето го утврдиле одстапувањето и со запазувања и споредби дошле до нови сознанија и календари. Но зошто тие го задржале тој несоодветен календар во целата вековна историја на нивното постоење? Чудна поделба. Пресметката на времето во тој прв календар започнува со уште неодреден датум, во 3113 година пред нашата ера, а што е особено чудно е што тој е многу постар од најраните настани запишани на спомениците. Маите го мереле времето на Кине, Нинале, Туна, Катуне, Бактун, Пиктун, Калабутуне, Кинхилтун и Алаутун. Во секоја следна имало 20 претходни, тоест едно пикто имало 20 бактуни, а бактун 20 катуни. Додека само туната отстапувала од тоа правило и содржала 18 нунали. Зошто кога повторно деветката се состоеше од 20 кина, што беше и најниската единица во таа поделба. Ако Кина навистина мислела на денови, како што се верува, тогаш Алаутун одбележал период не помалку од 23 милиарди и 40 милиони дена или 64 милиони години.
Зошто на мајите им требаше ваков календар? Легендите раскажуваат за божици кои ги посетувале во античко време и ветувале дека повторно ќе дојдат на земјата според законите на календарскиот циклус. Многу детали прикажани на спомениците, ако не се толкуваат погрешно или се плод на имагинацијата на антички скулптор, укажуваат на можноста мајите да биле домаќини на астронаутите од Вселената. Може да се верува или не, но во таа споредба тој календар станува исклучително интересен во потрагата по цивилизации во Вселената. Земен човек кој на пример би се преселил на Јупитер или Сатурн ќе мора да прифати мерење на времето и однесувањето на тие планети околу Сонцето. Ова значи дека тој исто така би ја поделил годината на Јупитер која трае 11.9 земјани или Сатурн која трае 29.6 наши на месеци и денови. Но несомнено тие треба да пуштат календар на земјата истовремено, особено ако сакаат да споредат настани меѓу тие планети. Тој сигурно би се обидел да најде начин да ги поврзе двата календари. Најверојатно да воведе циклуси што би го означиле времето на надпреварот. Така, период од 4 години на Јупитер би одговарал на циклус од 47 земни години или 2 од Сатурн во период од 57 земјени години. Ако има вистина во легендите на маите, тогаш овој чуден календар е зачуван уште од античките времиња на патниците во Вселената. Па би било интересно астрономски да се истражува во таква претпоставка. Сепак, важно е да се напомене дека овие два календара не се сите, бидејќи маите имале повеќе календари.